Почитувани, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Вести Плюс на Канал 5 телевизија. Мој вечерасен гостин е градоначалникот на општина Центар, господинот Горан Герасимовски, со кого во наредните 20 на минути ќе подискутираме на теми кои што се важни за граѓаните на општина Центар и општо на главниот град. Добро вечер, господин Герасимовски. Добро вечер, благодарам на поканата. Поздрав до вашите ценети гледачи. Во интерес на времето на самиот почеток, можеби ќе започнам со она што е најактуелно. Изминаа десетина дена од невремето кој што го погоди главниот град. Општината Центар покрај другите општини беше можеби една од најпогодените. Но на терен имаме и 10 дена по невремето, се уште имаме нерасчистени улици, неисчистени сообраќајници. Каде е најкритично, кои се можеби најкритичните точки во моментов и каде се работи забрзано? По невремето на 21 што го зафати градот Скопје и случувајќи и општина Центар, како градоначалник заедно со тимот постапивме одма. Го свикавме кризниот штаб каде што дадовме одредени насоки како да се постапува им се помогне на граѓаните. Пред се да се расчистат улиците од голем број нападнати дрва кои што за жал ги имавме од самото невреме, но и да им се помогне на граѓаните кои што се соочуваат со проблеми во делот на паднати кровови, оштетени возила, фасади и така натаму. Неколку дена и во текот на денешниот ден се уште се расчистуваат одредени паркови, се отстрануваат одредени гранки. Благовремено во текот на ноќта на 21 ги расчистивме скоро и ги направивме скоро проводни сите улици, за да во текот на 22 и 23 ги отстраниме и сите оние кровни површини кои што висеа на делот зградите. Јас сум им благодарен на тимот на луѓе, на одреден број на фирми кои што чии тимови ни помогнаа во делот на расчистување на општината по самото невреме. И како што кажав, како општина не застануваме тука и не е прво невреме со кое се соочувам и јас како градоначалник. Во првиот мандат исто така имавме едно големо невреме, каде што покрај тоа што ја расчистивме општината со нашиот тим на луѓе, дополнително најдовме начин како да им помогнеме на нашите жители. И можеби и следното прашање, господин Герасимовски, некако се добива впечаток дека бавно оди расчистувањето. Ако се земе во предвид дека општина Центар можеби една од најголемите и финансиски секако другачие, прашањето ми е како ќе се обештетат граѓаните. Веќе гледаме дека и на социјалните мрежи голем број домови, како што спомнавте, кровови и своите домови им се оштетени. Каква е најпрво координацијата на терен и до каде се овие случувања? Општина Центар има најголем број на тимови и хигиеничари кои што помагаат во целиот процес, иако немаме јавни претпријатија, истите се под градот Скопје. Како општина правиме напори со нашата механизација да ги завршиме сите оние потреби кои што ги имаат граѓаните и го расчистиме целиот терен. Во делот на помошта не ни е прв пат да се соочуваме со невреме и со свикување на кризни штабови каде што бараме начин да им помогнеме на нашите жители. До општината во изминатите денови и од 22 до денеска стигнати се голем број на барања на жителите во делот на помош за оштетени кровови, фасади, како и возила. Која ќе биде процедурата во однос на обештетувањето? Да, направен е посебен правилник и повик, кој што ќе биде составен од 7 члена, тројца советници и дел од внатрешни вработени колеги, кои што ќе ја прават самата проценка на оштетените кровови и згради. Првично на совет на општина Центар е донесена одлука да се финансираат стамбените единици и самостојните куќи во делот на оштетени кровови, фасади до 100.000 денари. Значи, како општина ќе направиме се да помогнеме таму каде што е непотребно. Овде говорите за домаќинствата. Секој граѓанин максимално ќе може да добие помош при евентуална констатација од стручните служби на општина Центар до 100.000 денари. Токму така, комисијата ќе искочи на терен, ќе направи проценка на сите оние пријави кои што ги имаме, ќе ги посети сите оние домаќинства што поднеле документација до општината, за да благовремено и што побрзо
ги обештетиме истите. Последните временски непогоди во главниот град, меѓутоа и неодамнешните кризни ситуации како она во Гостивар, повторно го отворија прашањето во однос на подготвеноста на институциите, господине Герасимовски. Дали сметате дека државата и локалната самоуправа имаат единствен апарат и дека функционираат кохезивно? Па не, во состојбата со Гостивар потврдија сите. И општината, и државата. Недозволиво е да се удри по здравјето на граѓаните. Негрижата на државата и на општината за самото здравје на нивните жители е искрено страшно и недозволиво. Верувам дека забрзо ќе се најде начин за да се реши проблемот. Слушаме дека се појавуваат одредени вируси, одредени бактерии на жителите, но и истите во денешна комуникација со дел од гостиварци, која што имав, слушаме дека не знаат од кога е настанал проблемот, поради тоа што се соочувале со одредени стомачни вируси, одредени проблеми и пријавувале жителите во болница поголем извесен период, што не е дозволиво за една локална самоуправа и самата држава потврли во делот на и начинот како да се санира самиот. Вие сте дел токму од таа локална самоуправа. Веќе втор мандат сте градоначалник во општината. Па каде според вас е можеби буквално најголем системски недостаток има во однос на функционирањето и на релација на институциите на државата и локалната самоуправа? Каде недостасува спојката? Искрено, одредени министерства немаат слух за одредени проблеми со кои се соочува општината и одредени предлози и барања за законски измени и подобрување на одредени услови кои што и општина Центар, нашиот правен тим, преку ЗЕЛС имаме доставено до неколку министерства во делот на Министерството за транспорт и врски, каде што побаравме да можноста за откуп на земјиште се смени процентуално. Денеска, ако имате парцела и собственост од 30%, може да купите 70%. Нашиот предлог е доколку имате 70%, да можете да докупите 30%, за да не се продава државно земјиште и ред проекти кои што и предлози ги имаме поднесено како законски измени и предлог законски измени. Пројде само една за среќа во минатото, а тоа е можноста за конфискација на диво направени објекти на државно земјиште. Но сите останати иницијативи и предлог законски измени, за жал, не ни се поминати. Верувам дека и владата и одредените министерства ќе имаат слух да помагаат на општините кога е најпотребно. Имаме одредени министри, но и директори кои што и претходно биле градоначалници. Јас верувам дека ќе се сетат кои се проблемите со кои се соочуваат општините и сега од друга позиција ќе бараат начин како да заедно со градоначалниците она што ги загрижува граѓаните и пред малку споменавте и вие дека потврли државниот апарат во однос на епидемијата во Гостивар, бавно се одвива и санациите во општините. И бројките не се намалуваат за жал. Ќе сноси ли некој правна, морална одговорност во однос на она што им се случува на гостиварци? Освен едно театрално апсење кое што како што видовме целосно договорено со одредени медиуми, не слушнавме што понатамо ќе се случува и кој све ќе сноси одговорност за негрижата на здравјето на граѓаните, што е недозволено. Кога сме кај грижата и истравувањата на граѓаните, овдека би сакал да предам на следното прашање, се однесува на демнешната одлука на Советот на општина Центар, каде што беше изгласан нацрт ДУПОТ за барутана во општина Центар, се однесува на падините на Водно, да пообјасниме за нашите гледачи. И во нацрт ДУПОТ беше нацртан, односно се уште во експериментална фаза, ако можеме така да кажеме, вцртување на 25 нови градежни објекти на падините на Водно, од кои 24 нови луксусни стамбени објекти. Ноторна лага. Значи, немаме немаме дополнителен број на нови парцели кои што се цртаат во деталниот план во Барутана. Имаме намалување на бројките за можност за градба. Значи, сите оние работи кои што искочија, поголем дел од работите кои што искочија по одредени медиуми, каде што се правеше хистерија и
се дигаше револт меѓу граѓаните. Видете вака, кога носите нов детален план, ова не Тоа е... што предвидува точно ние го- деталниот Поради тоа што урбанистички е укинат планот, ние го повторуваме истиот, по насока и на судот, да тој биде приоритетен и што побрзо се донесе нов план таму каде што е непостоечки. Кога е укинат планот, ние имаме претходни планови, значи таму има... Што предвидува сегашниот? Сега све ќе ви раскажам, 80% и повеќе веќе реализација на сите оние парцели кои што ги имало и претходно. Во моментов, што предлага општината во новиот план? Намалување од 43.000 метри квадратни можност за 1000 метри квадратни за градба на 29.000. Намалување и недозволување да ни се случува панорамика, каде што во минатото се давале 3 подземни спрата за паркирање, а преоѓале во... Која ќе биде гаранцијата овој пат и што ќе се разликува во однос на новиот ДУП, ако и самиот велите дека панорамика во текот на изградбата на претходниот ДУП се пренамени оние гаражни места кои што беа претходно вцртани во длабината на хотелот, се пренаменува во стамбен објект. Истиот случај, што е гаранцијата? Која ќе биде разликата можеби во сегашниот ДУП? Можноста -1, едно ниво подземја, значи не 3 како во минатото, па тие истите да се пренаменуваат во стамбени единици, туку можност за -1, реално паркинг, подземно паркирање, дополнително 40% зеленило, што е во сите дупови 20 до сега. Дополнително неможност да се гради во каналите, еден огромен проблем кој што е направен во минатото, каде што сите оние канали кои што се граделе во време на Југославија, за да водата од водност има свој тек, во истите биле направени на диво па легализирани објекти, сега недозволиво, односно во самиот ДУП се предвидува да во истите нема можност да се прави било што и бројот на парцели кои што ги имало во минатото останува ист. Меѓутоа, морате да признаете дека загриженоста на граѓаните е видлива, особено на социјалните мрежи, околу ерозивноста на самото земјиште во тој предел на водно. Знаеме што се случува на само можеби 100 метри на Теферич патот. Постои ли опција или начин на градоначалникот да го спречи во интерес на граѓаните ова градежна иницијатива на падините на водно во однос на оние што помалку сакаат, односно на инвеститорите? Може ли градоначалникот да сноси одговорност доколку не дај Боже се случи некаква ерозија во тој дел на водно? Значи, деталниот урбанистички план е дете на генералниот урбанистички план. Генералниот урбанистички план е донесен со овие претходни параметри кои што ги има во овој детален урбанистички план кој што ние сега го изгласавме нацрт неговиот план. Може да се случат несакани ситуации доколку се гради на диво, а тоа значи доколку немаме детален план. Кој би сносел одговорност? Дали градоначалникот? Ако видиме дека локалната власт е можеби првата врата кај што граѓаните тропна и за времето во епидемијата во Гостивар, но и овде во Скопје, дали можеби во овој случај при евентуална ерозија градоначалникот, односно вие би сноселе одговорност секаква? Неколку пати го поставуваат исто прашање и во претходните интервјуа во делот на одговорноста. Како што напоменав, кога се носи детален план, се превзема од генералниот план. Кога се носи генерален план, се предвидуваат бројки, се предвидуваат број на парцели, но и се прават детални испитувања на теренот. Во делот на можност да ерозивност, слечување на теренот, значи се прават снимање со дронови, целосни испитувања. Врз основ на тој генерален план е донесен овој детален план кој што е поништен поради непричини, ради лизгање на земјиште и слично, туку поради други причини кои што одлучил судот дека неправилно е донесен овој детален план со недоволен број на советнички гласови. Се случува сличишта онаму каде што нема се гради на диво, и тоа ни се случи во Тасина Чешмиче, каде што имаме одредено слечиште на објект кој што е направен на диво, потоа легализиран. Со самите нови градби, јас имав и неколку состаноци и за самиот детален план, но и состаноци кои што ги имаме често со професорите на градежниот факултет. Утрово имав можност да
испијам кафе и поразговарам и за овој детален план и за одредени активности со поранешниот градоначалник и професор Грчев, каде што ни даде одредени совети како да постапиме. Значи, Грчев е човек кој што има огромно искуство во локалната самоуправа, човек кој што Кои се ги има препораките пишувани на сите овие архитектот? Кои се сите овие препораките? Дека е закони. сигурно да се Да се внимава во делот на собрекениците, кое што го разгледувавме денеска. И интересно беше одредени насоки што ги даде, но и сугестии и коментари во делот на сето тоа што се коментира во јавноста на нестручни луѓе. Значи, сето она што се коментира треба да дојде од стручната фела и да слушнеме што се случува и како дали ќе се стручната фела и би прави сакало понатаму. да ставиме Да, крај. она од Доколку стручната стручната фела фела што го имаме укаже како- дека не треба да се гради, дали ќе послушате мислењето на Видете, се дигна фама и креваме фама. Дупото од 2002. Ние не правиме ништо ново. Добро. Не правиме дополнителни парцели. Не ја зголемуваме градбата, не ја зголемуваме весината, токму ја намалуваме и ги подобруваме условите. Се дига непотребна фама. Во интерес на времето, а прашањата се многу и темите кои што би сакале да ги скоментираме. Уште едно прашање за гостивар и би се некаде привршиле со нашиот разговор. Како го коментирате тоа ситуацијата во Гостивар, односно коментарите на СДСМ кога во времето на владење на СДСМ, односно кога министерувал Венко Филипче, водата во Гостивар била 300 пати повеќе загадена од сегашната. Каде го има тоа? Информацијата денеска излезе во медиумите. Искрено не сум ја видел и не знам за таква информација. Јас гледам што се случува денеска и што ќе се случува утре. Не можеме да живееме во минатото, туку треба да живееме во денешницата, а да размислуваме за утрешниот ден, како да го направиме подобри и да ги направиме подобри условите за живот на граѓаните. Јас тоа што го гледам денеска и не е само Гостивар. Слушнавме за Крушево, но слушнавме и за други градови во државата, каде што водата е нецелосно исправна ниту за пиење, ниту за користење, за домашно користење на жителите. Што е недозволиво. Сосема кратко на крајот уште претпоставам едно прашање во однос на состојбата во СДСМ во моментов, поправете ме доколку грешам, извршувате 3 функции. Вие сте председател на општинската на СДСМ, од неодамна подпредседател на СДСМ и градоначалник на општина Центар. Како успевате да изнајдете време да ги завршите ефективно, квалитетно сите 3 функции и која може би од овие функции највеќе и недостасувате? Каде потврлате? Извршувам функцијата предсеградоначалник на општина Центар. Политички во моментов се уште сум председател на општинската организација на СДСМ Центар. Сум подпредседател на ЗЕЛС и имам уште некоја функција. Во делот на статистика сум председател на Советот на статистика и менувам преку Собранието на Република Северна Македонија. Ти имате некој наследник за председател на општинската на СДСМ? Се споменуваат некои имиња кои што би можеле да ве наследат? Се уште не сум именуван за подпредседател, се уште разговараме со председателот Венко Филипче. Да, секако размислуваме за наследници во општинската организација на СДСМ Центар. Од неодамна сте сосема кратко на крајот, од неодамна сте во врвот на партијата. Се уште не сум. Добро, ќе очекаме и официјалното ваше поставување за подпредседател. Што е клучниот чекор што СДСМ можеби под ваша диригентска палка би требала да го направи да биде конструктивна опозиција во земја? Треба многу работа, треба внатрешна екипираност на сите поранешни членови кои што дале свој допринос во партијата, без разлика дали биле на одредена функција партиска или институционална, да се направат многу теренски посети, работни посети, каде што ќе се слушне секој глас. Сето оно што го правиме во општината, а тоа е заедно креирање на политики на општинско ниво, како што ги правиме малските средби, буџетски форуми, сите оние испитување на јавното мислење и заклучување на потребите на граѓаните во секоја мало, така треба и во партијата да се случне секој предлог, секој глас, да се консолидира, да се екипира, да не се случува одредени проблеми со кои се соочува во моментов партијата. Тоа е надворешно
регрутирање на одредени членови и дебатирање по одредени хотели и кафеани, што е недозволиво и нездраво за една политичка партија. Сите оние различности, сите оние различни сваќања и размислувања треба да се дебатираат во партиските простори. Господине Герасимовски, ви благодарам што бевте дел од Вести Плюс на Канал 5 телевизија. Се гледаме со нови теми наскоро. Беше чест, благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше, ви благодарам за вниманието, на вас ви предлагам да останете со програмата на Канал 5.